Парам пам пам пам. Здраво, другарчиња. Јас сум учителка Жане од градинката Кочурацин од Скопје. Денес ќе зборуваме за уметноста. Знаете ли дека има различни уметности? Има книжевна уметност, драмска уметност, музичка уметност, има дури и филмска уметност. Книжевната уметност се сите приказни, раскази, книги, сликовници, кои што се преубави за читање. Музичката уметност се преубавите музички композиции кои што се празник за нашите уши кога ги слушаме. Драмската уметност се сите оние представи кои што ги гледаме во театрите. Има дури и филмска уметност, тоа се филмовите кои што се интересни за гледање. Денес ќе научиме нешто повеќе за ликовната уметност, за боите и за сликањето. А знаете ли дека природата е најголемиот уметник и најуспешниот сликар? Во пролет таа ги користи сите бои и ја слика својата најшарена слика. Најуспешното сликарско дело на природата е виножитото. Тоа е незиното ремек дело. Во него се сите бои и токму затоа е најволшебно и сите сакаат да го гледаат. Се појавува после дождот кога ќе изгрее сонцето. Но зошто да чекаме сонце во дождлив ден за да го видиме? Знаеш ли дека можеш да го видиш кога ќе посакаш? Да. Се што треба да направиш е да ги затвориш твоите очи и ќе можеш да го видиш сега и овде. Се прашуваш како ќе го видиш со затворени очи? Пробај, во тебе се кријат многу волшебства кои чекаат да ги откриеш. Се што треба да направиш е да се сместиш удобно, да седнеш или да легнеш и да ги затвориш очите. Сега вдиши длабоко и со издишувањето почувствувај како целото твое тело постепено се опушта. Диши уште еднаш длабоко. И додека издишуваш, забележи како твојата уста излегува преубаво виножито, кое се крева високо. Со следното издишување, полека доврши го своето виножито. Колку ли само убаво виножито направи? Твојот здив навистина е нешто посебно. Наредниот пат, кога ќе издишиш, дозволи му на твојот здив да те однесе на врвот на твоето волшебно виножито. Колку е убаво на врвот, се чувствуваш особено важен. Чувствуваш дека можеш се што ќе посакаш. А се што сега сакаш е да се спуштиш во твоето виножито. Вдиши и со издишувањето замисли како се лизгаш по него како по најшарената лизгалка. Почувствувај како твоето срце се смее. Додека се лизгаш по виножитото, погледни ги сите негови бои. Овој волшебен спуст толку многу ти се допаѓа, што посакуваш уште малку да уживаш во твојата авантура. Секое твое ново вдишување те носи на врвот на твоето виножито, а на секое твое издишување дозволи му да те понесе надолу.
Додека се спушташ, почувствувај како целото тело ти трепери од среќа и возбуда. Сега, кога се изнаужива во убавото возење, седни под виножитото и одмори ги очите во неговите волшебни бои. Дозволи тие бои да ти го обојат срцето со најшарени и најрадосни чувства. Додека боите на виножитото во тебе го играат овој магичен танц, кај тебе се буди љубов со која сакаш да го прегрнеш целиот свет. Дојде време полека да се поздравиш со твоето виножито. Знаеш дека тоа треба да си оди. Полека вдиши длабоко и со издишувањето наблюдувај како твоето виножито одлетува. Мавни му на виножитото. Протрлај ги своите раце и измеј го своето лице со својата омилена боја од виножитото. Сега полека отвори ги очите и тој што прв ќе го видиш, можеш да го гушнеш најсилно. Може би и во неговото срце ќе се прелее малку од твојата омилена боја од виножитото. Како сте, другарчиња? Морам да ви признаам дека оваа вежба мене посебно ми се допаѓа и многу често сакам да ја правам за да малку се одморам и се релаксирам. Тогаш кога сум уморна или вознемирена, ќе си легнам, ќе ги затворам очите и си замислувам авантура со виножитото. Пробајте и вие. Верувам дека ќе ви помогне и ќе уживате во неа. А сега сакам да ве запознам со Мила. Еве Мила. Мила, кога ќе порасне, сака да биде уметник. Тоа ликовен уметник, да биде сликарка. Мила постојано е со четката и со палетата враце и постојано слика. Најмногу од се, Мила сака да ја слика природата. Слика убави зелени ливади, го слика сонцето, ги слика облаците така како што ги замислува, пеперутки, цвеќиња, слика рекичка и секогаш го слика виножитото. Затоа што и на неа виножитото е најомилениот дел од природата. Мила понекогаш ги слика и своите другарчиња како заедно со неа се лизгаат по виножитото. Да, затоа што и Мила сака често да ја прави оваа вежба и во своите мисли замислува како ужива во виножитото. А сега, другарчиња, сакам да поразговараме малку за ликовната техника сликање, затоа што кажавме дека Мила сака да слика. Дали вие сакате да сликате? А што се ни е потребно за тоа? Еве Мила подготвена за сликање. Мила често користи темперни бои. Понекогаш користи и водени бои. За сликање ни се потребни и четки за сликање со наразлична дебелина. Потребни ни се и чашки со вода. Секогаш користете 2 чашки. Прво четката измите ја во едната чашка да излезе бојата и потоа исплакнете ја во втората чашка. За сликање треба и палета. И се разбира листовиот блок. Еве Мила подготвена со палетата со сите бои на неа и ја слика својата слика. Што прави Мила? Со четката зима од црвената боја и слика црвена јаготка. Потоа зима од портокаловата боја и слика портокал. Па сака да наслика вкусна банана, зима, да, така е, од жолтата боја. За лубеницата и треба зелена боја, а за боровинките сина.
И сликата на Мила е готова. И како секој голем уметник, и Мила сака да се потпише на своето дело. Затоа што не знае да пишува, потписот на Мила е секогаш виножито. Дали знаете, другарчиња, дека сликарските уметници на своите слики најдолу се потпишуваат? Да, тоа го прави и Мила. Само наместо потпис, она ќе си наслика едно мало виножито. Еден ден Мила посака да слика пак некој си пейсаж од природата. Сакаше да слика овој пат многу зелена ливада, трева, дрвја. Да, и виножитото сигурно ќе го насликаше, но имаше еден проблем. Од сите нејзини бои останаа само сината, црвената и жолтата. И сега се прашуваше како ли ќе може да наслика тревичка и убави пролетни дрвја. Но за кратко време Мила го реши проблемот. А знаете како? Па да, виножитото ишепна нешто и откри една тајна. Нејзиниот најдобар другар и пријател, виножитото. А тајната беше дека и од овие 3 бои Мила може да ги добие сите останати бои со нивно мешање. Да, другарчиња, од 3 основни бои, жолта, црвена и сина, со мешање може да ги добиете останатите бои. А како тоа изгледа? Еве вака. Со мешање на црвената и жолтата боја се добива портокаловата. Со мешање на жолтата и сината боја се добива зелената боја. И со мешање на сината и црвената боја ја добиваме виолетовата боја. Нели е волшебно? Исто како што е волшебно и виножитото. Сега сакам заедно да го погледнеме овој круг. Ова се всушност 3 круга од 3 основни бои. Значи, црвената, жолтата и сината боја се основни бои или примарни бои. Во оние делови каде што се спојуваат меѓусебно, односно со нивно мешање се добиваат нови бои, тоест секундарни бои. Така да гледате во овој дел каде што се преклопуваат црвената и жолтата, сме ја добиле портокаловата. Во делот каде што се преклопуваат црвената и сината боја, се добива виолетовата. И во овој дел каде што сината и жолтата основна боја се преклопуваат и се мешаат, се добива зелената. А кога сите 3 бои ќе се измешаат, тогаш ќе добиваме кафените бои, нијанси на кафени бои и црната боја. Значи, научивме што се примарни, а што се секундарни бои. Сега ви предлагам да направите една активност дома. За тоа ќе ви треба лист од блок и темперни бои. Ќе ви треба и најлонска фолија, онаа фолија која што мама ја користи за да некогаш ви го завитка сендвичот. Што треба да направите? На листот блок да ги ставите 3 основни бои, малку разредени, еден дел црвена, па жолта и сина. Може на крајот исто така да ставите црвена боја. И се ова внимателно да го покриете со најлонската фолија одозгора. И може да почнете да сликате. Се прашувате зошто нема четки за сликање? Овој пат нема да ни требаат, затоа што оваа активност е замислена да се направи со вашите прстиња. Вашите прстиња овде ќе сликаат преку фолијата за сликање. Вие со прстињата можете да ја движите бојата една кон друга и ќе видите на моментот кога боите меѓусебно ќе се допрат и ќе почнат да се мешаат, како се добиваат новите, односно секундарните бои. Ќе видите како се мешат црвената и жолтата боја и се добива портокаловата, како дека со помош на прстињата ќе измешате сината и жолтата и ќе добиете зелена и најдолу
како ќе ги измешате сината и црвената и ќе добиете виолетова боја. На крајот, внимателно тргнете ја пластичната фолија и вашето ремек дело, закачете си го во вашата домашна галерија. Јас ви предлагам уште една активност да направите. За ова се потребни 6 пластични чашки, кои што ќе ги распоредите вака, како во круг, и ќе ги наполните со вода. За ова ни треба и прехранбени бои, основните бои. Сега ќе ги повториме уште еднаш. Жолта, сина и црвена. Во 3 чашки наизменично ќе се стави помалку од овие бои. Во едната сина, па една ќе оставиме празна, чиста водичка, црвена, пак чиста водичка и жолта. Понатаму, сите овие чашки меѓусебно треба да се поврзат со тоалет хартија. Од едната во другата. Оставаме малку време да се наблюдува и на крајот ова се добива. Водата преминува од едната во другата чашка и ја обојува и оној дел од водата кој што не беше обоен. Вака ќе го добиете вашето виношто. Нели е волшебно? Јас ви предлагам уште една активност. Овој пат, ова активност нека биде со водени бои или акварелни бои, како што се викаат. Јас ќе ви предложам да обратите внимание додека сликате со водените бои, да приметите разликата која е меѓу темперните и водените бои. Темперните бои, другарчиња, кога сликаме со нив таму каде што ќе поминеме со четката, они покриваат се под нив, додека пак водените бои се малку поинакви. Тие се попрозирни и понежни и не може да покрие така како што покрива темперната боја. Значи, со сина водена боја, на еден лист од блок насликајте неколку сини кругчиња. Понатаму, во вториот чекор, со црвена, црвената е исто така основна боја, со црвена водена боја насликајте исто така кругчиња, со тоа што еден дел од кругот ќе го покрие веќе насликаните сини кругчиња, а другиот дел ќе биде надвор. Ќе видите во овој дел како и овде ќе се измешаат боите и од сината и црвената ќе добиете виолетова. Во наредниот чекор ќе употребиме и третата основна боја, тоа е жолтата, и ќе се наслика третото кругче, кое што исто така ќе покрие дел од претходните, а дел ќе биде надвор. Ќе видите како и овде ќе дојде до мешање на примарните бои и таму каде што ќе се покрие жолтото и синото, ќе добиете зелената боја. Верувам дека и оваа активност ќе ви биде интересна. И на крај, после секое сликарско работење, рачињата се валкани. Валкани се и четките, а многу често може и околината да биде извалкана. А знаете ли дека секој уметник, кога завршува со своето сликање, се грижи за својот сликарски прибор? Истото треба да го направите и вие. Да си ги измиете четките, да си ги ставите на место, да ги измиете рачињата и секако околината каде што сте работеле. Правите уметници се грижат и за својата околина. А сега, другарчиња, ве поздравувам и ви ветувам уште некое наредно видување. Чао!